Го следите неделното интервју на Радио Слободна Европа. Во него гостин е универзитетскиот професор Љубомир Цуцуловски. Професорот Цуцуловски, по страшното невреме видовме како граѓаните еден со друг си помагаат и како се јавува човечност во опасност. Дали тие слики ни ги покажуваат вечните вредности на кои што престанавме да им придаваме важност? Јас можеби наивно припаѓам на онаа група на луѓе кои веруваат дека сепак постојат некои вечни, универзални, трансвременски или трансисториски вредности и дека тие се својствени според тоа за било која епоха и за било која средина, бидејќи се својствени за суштината на самото човечко суштество. И тие вредности повторно дојдоа до израз, за жал, во една непријатна или трагична ситуација, како што беше поплавата од почетокот на овој месец, што говори дека сепак човечноста и натаму постои, дека човекот е покрај сите промени што се имаат случајно како на општествено ниво, како на политичко, така и на економско ниво и на сите кризи, кога зафаќаат општеството во сите негови димензии, сепак е задржана таа човечност и тоа е она што охрабрува, макар што од друга страна ми се чини дека не беше така масовна и така интензивна како што беше во 1963 година, бидејќи јас сум сведок до 15 годишно дете во тоа време, кога беше Скопскиот земјотрес, кога буквално беа нагрнати луѓе од сите страни, не само на Македонија, не само на тогашната држава Југославија, туку на светот. Но можеби димензиите со кои беше оваа трагедија не беа тој тип, можеби и затоа и не се мобилизираше толку таа универзална човечка хуманост. Да, видовме човечност, меѓутоа претходно евидентно имавме селективна помош врз партиска определба. Дали кога станува збор за делење на социјална помош, дали кога станува збор за делење на субвенции? Кога ќе се случат големи несреќи, се случува, наведоме, една парадоксална ситуација. Од една страна, извива на површината човечноста, алтруизмот, да го наречам, но од друга страна, многу пати се манифестираат они најниски, најдолни народот, што вели, страсти, интереси кај луѓето. Бидејќи човекот, колку што е општествено, социјално, друштвено, во смисла суштество кое сака да се дружи, да другарува, толку воедно и е егоист, бидејќи пак ние сме и природни суштества и со нас раководи нагонот за самоодржување и за опстанок. Но она што не смее да се дозволи и што не може никако да се свати и да се оправда, тоа е селективноста која рационално сега се прави според одредени политички или партиски, идеолошки или како сакате да наречете ги критериуми. Ако човекот според својата природа е двојно суштество, тогаш политиката не би требала да биде, особено ако политиката ја сватиме во нејзиното изворно значење, како грижа за политејата, тоест за државата или заедницата на која и припаѓаме. Дали нам како јавност ни беше пренесена вистинската слика за состојбите на теренот, за тоа дали институциите соодветно и навремено реагираа и дали невремето можевме да го преживееме со помалку жртви? Овие прашања остана да лебдат во јавноста. Тоа тргнува од претпоставката дека јас знам точно каква била ситуацијата на теренот, значи со какви димензии беше таа несреќа, за да можам да кажам дали медиумите сосема адекватно не известија за таа трагедија. Значи јас не сум бил на теренот, според тоа не можам да кажам дали во цело се прикажана таа трагедија. Но оно што можам да кажам тоа е дека тука имаше, ајде да се послушам со еден спортски термин, навивачки пристап, значи едни медиуми укажуваа пред се на пропустите на државата, на општеството, на политиката, на владеачката или на владеачките партии или на партиите кои се на власт, што е сосема во ред, бидејќи медиумите па и луѓето не постојат тука некако да глорификуваат, туку напротив да се детектираат слабите точки, за да можат понатаму тие да се коригираат без разлика од кои мотиви се направени тие пропусти, тие слабости.
А од друга страна имавме друга група на медиуми кои пак вршаа некритичка глорификација на мерките што владата ги носеше, што е недозволиво, бидејќи тоа води кон идолово поклонство и на политички план, значи поприма одредени религиозни димензии, а од друга страна не прикажува сега пак вистинската димензија на мерките што се превземаат. Да речеме, јас бев изненаден кога владата донесе одлука да се воведе вонредна состојба. Кога се воведува вонредна состојба, веднаш мора таксативно просто да се каже што се опфаќа таа вонредна состојба. Дали тоа значи воведување на полициски час, ограничување на движењето на делот кој е погоден од несреќата. Колку луѓе ќе бидат мобилизирани, дали извршена мобилизација некаква на резервен состав ако постои нешто такво кај нас и така натаму. Значи, тоа упатува на една несериозност или на едно премногу лагодно однесување од страна на властите. Прогласивме одредна состојба. И што? И јас можам да прогласам одредна состојба, но треба таксативно да кажам што се влегува во таа одредна состојба. Такво нешто немаше. Во какво општество живееме кога човечки животи од некакви пропусти завршуваат фатално? Имавме примери во здравството кога затаја институции, а со последното невреме кое однесе над 20 човечки животи, не видовме некој да понесе морална или политичка одговорност. Добро, тоа е општо место, ако кажам дека ние живееме во едно аномично, значи ненормално или неприродно, изџашено, искривоколчено општество, бидејќи тоа веќе кај нас стана општо место. Ние живееме во едно болно општество и неговата болест произлегува не само од страна на власта, туку и од опозицијата, бидејќи ако имате добро организирана, смислено организирана опозиција која точно знае што сака и со какви мерки мисли да се бори за да дојде до власт, што не би требало да изненадува, бидејќи секоја партија постои да дојде на власт и тоа е по природата на секоја партија. Значи, ако не постои таква опозиција, тогаш јасно е дека оние кои се на власт, седно кои се на власт, ќе можат да се однесуваат многу комотно, кога што се однесуваат многу комотно, да не поднесуваат или понесуваат било каква одговорност, а уште помалку самите да поднесат барање за оставка. Од бомбите слушнавме дека високи функционери во власта се инволвирани во сериозни злоупотреби. Колку отворените сомневања ја разбудија масовно свесноста кај граѓаните дека политичарите треба сериозно да одговараат пред лицето на правдата за тоа што го направиле? Па мислам дека објавувањето на така наречените бомби предизвика одредено мобилизирање во јавноста, меѓутоа не до онаа мера до која јас очекував дека ќе дојде. Очекував дека реакциите на граѓаните ќе бидат многу по-жестоки, не во смисла насилни, туку по-жестоки во смисла да речеме дека многу повеќе ќе се мобилизира интелектуалната јавност, дека многу повеќе ќе имаме текстови од наши видни интелектуалци, седно дали се тоа социолози, филозофи, економисти или пак писатели, уметници, ликовни, без разлика, тие се на некој начин дел од оно што се означува совест на една нација, тие не се мобилизира во онаа мера во која мисле дека ќе се мобилизират, ниту пак реагира со онаа жестокост, интелектуална велам, жестокост со која очекував, а можеби тоа се должи помеѓу другото не само на партиската поделба на нашето општество, бидејќи голем дел од интелектуалците очигледно припаѓаат на одредени политички или партиски кругови, без разлика дали се тие на власт или се во опозиција, но се партиски обоени и нормално е како индивидуум јас да припаѓам на одредена партија, но кога сум интелектуалец, тогаш треба да бидам интелектуалец и сето она што го носам во себе како моја интимност, како моја приватна определба треба да го оставам на страна. Накусо не треба да заборавиме на онаа позната изјава на Аристотел, кој бил директен, непосреден ученик на Платон, дека Платон му е драг, но дека подрага му е вистината. Значи, мене може да ми биде драг одредена партија, одредена политичка опција и така натаму, но пред се вистината и само вистината.
Тоа е од една страна, од друга страна, кога веќе стана збор за бомбите, она што може би ги декоражираше до некаде и граѓаните на Република Македонија и дел од нивните интелектуалци е селективноста во прикажувањето на разговорите. Ние не чувме ни една бомба во која на еден или друг начин е компрометиран некој член или некој круг од опозицијата, што говори сепак за еден селективен пристап и тогаш нормално дека и реакцијата ќе биде селективна. Не можете вие да очекувате сите да се дигнат на нозе ако вие не изнесувате се во јавноста што е снимено, туку го изнесувате само она што вам ви одговара. Зашто има ситуации кога мора да се надмине и партискиот интерес. Дали државен службеник може да биде некој што е осомничен за кривични дела, односно дали на тој начин се губи кај граѓаните довербата во целиот систем кога бомбите посочија за нечесни постапки? Дека некој кој е криминално гонет, суден, значи водена е одредена постапка, па дури и осуден, е можно да биде на власт е повеќе од несомнено, бидејќи тоа праксата го потврдува. Значи, прашањето не е дали е тоа можно, туку кантовски кажано како е тоа можно. Дека е можно, тоа гледаме. Прашањето е како е тоа можно. Значи, во едно општество, во кое во константа, значи континуирано, од 90-та година да ја земам како гранична година на почетокот на оваа Република Македонија, без она социјалистичка и колку толку независна, ако од почетокот па наваму ние имаме манифестација на слични однесувања, на слични појави, на слична пракса, тогаш оно што денеска се случува не треба да изненадува, тоа е само во многу по-амплифицирана форма. Во него кажам само заради тоа да одржа некаков партиски баланс, туку во името на вистината. Многу луѓе беа амнестирани, ослободени, а потоа дојдоа на функции, почнувајќи да речеме од амнестијата 93-та година на така да речената паравојска, која беше направена од тогашниот министер Фршковски, мој колега инаку, па може да би биде и драг пријател, но без разлика, пак во духот на Аристотел. Платон ми е драг, но вистината ми е подрага. А потоа имавме амнестија 2001-2002 на Она, Ана, Учака или како ќе се нарече. Раководството на таа организација денеска е на власт, или голем дел од нив се на власт. Според тоа, што сега се случува, не е ништо ново и дотолку повеќе загрижува, што ние ништо не учиме од историјата. А вел дека историјата е мајка на знаењето, на учењето, дека треба да учиме од историјата. Но очигледно дека ние не учиме од историјата или не сакаме да учиме од историјата. Е од нашата историја. Дали очекувате епилог на политичката криза во која што се наоѓаме долго време веќе, или ќе се навикнеме да живееме во состојба во која што не можеме да определиме докрај што е вистина, а што лага, и лесно ќе прифаќаме етикетирања на предавници и патриоти? На вистина, голем дел од граѓаните, од кои не се исклучувам ни себе си, не си земам ни себе си, во многу моменти јас не знам што е вистина, што е лага. Ќе земам еден конкретен пример. Додека беа демонстрациите летово, протестирани како веќе се вика, и релевантно е, имаме на едни телевизии информација како некој со амбулантна кола сака да се проби и се пробива низ масата на демонстранти и сега одреден број на телевизиски куќи и медиуми воопште јавуваат дека тој ниту бил службено лице, ниту бил на службена задача, туку напросто бил провокатор. Другите медиуми кажуваат истата фактичка состојба, но со една мала, да речеме, условно кажано, мала разлика, дека тој човек бил на службена задача, дека требало да пренесе некој повреден или кој се наоѓа здравствено во лоша и критична состојба и дека неговата хумана задача или служба, служба била спречена од демонстрантите. Значи, еден ист факт со различни интерпретации. Сега кому јас да верувам? Нормално дека штом гине вистината, тогаш не можете вие да
кога велам гине, значи умира вистината, не знаете што е вистинито, само знаете вистината дека поминала кола, но дали била службена или не била службена, тогаш не сте ни во состојба да извлечите адекватни заклучоци. И од тука збунетоста на јавноста, а она што ме загрижува е следново. Збунетоста е чекор кон дефетизам. Значи, кога е човек збунет, кога не може да донесе одлука затоа што нема врз основа на што да ја донесе таа одлука, значи нема цврсти факти, нема цврсти изворни податоци, тогаш почнува да се прашува кој е смислата воопшто да се ангажирам кога јас живеам, ќе го употребам тој термин како гуска во магла. Не знам дали да фатам ваму, дали да фатам онаму. И тогаш доаѓаме до најстрашната ситуација кога граѓаните абдицираат од своето право да говорат, да разговараат, да донесуваат заклучоци, да излегуваат на протести, кога се претворат во една аморфна маса, која се затвора самата во себе или во својот тесен, семен или пријателски круг, и тука се дискутира, не затоа што постои страв од можноста да сносите последици заради вашите ставови, заклучоци и така натаму, туку затоа што веќе не гледате смисла за било каков ангажман. А тоа е пак смислата на секој тоталитарен систем да доведе до едно општо декуражирање или обесхрабрување на било кој граѓанин, на било кој интелектуалец, на било кое колку толку разумно живо суштество да се мобилизира и да се активира. Кај нас ми се чини дека се случува токму тоа. Ви благодарам на разговорот. Благодарам и на вас за поканата и за довербата. Го следевте неделното интервју на Слободна Европа. До гледање.